Почитувани ученици, јас сум Магдалена Ристеска, професор во Средното општинско училиште Ристески Ричков во Прилеп. На денешниот наставен час ќе се запознаеме со нова наставна тема автоматика во системите на регулирање. Во технолошките процеси потребно е најважните карактеристики на процесот да се одржуваат во дозволените граници. Тоа се постигнува со автоматска контрола, при што големините во процесот се мерат без учество на човекот. Со автоматската контрола се зголемува квалитетот во производството, а се спречуваат несаканите пореметувања и нарушувања во производниот процес. Автоматската контрола е нужност за постоењето на секој процес. Автоматската контрола работи врз принципот на автоматска регулација, односно споредување на влезната, зададената големина и излезната, остварената големина. Автоматската контрола може да биде под 1 според начинот на делување, пасивна и активна автоматска контрола и под 2 според начинот на мерење на големините со директно мерење и со индиректно мерење. Големини кои се контролираат можат да бидат димензии или големини на процесот, притисок, температура, ниво на течност и друго. На овој час подетално ќе се запознаеме со пасивната автоматска контрола. Со пасивната автоматска контрола се регистрира достигнувањето на максимално дозволените граници на отстапување на карактеристичните големини на процесот. Кога ќе се достигнат тие граници, се формираат сигнали кои можат да бидат звучни или светлосни, со кои што се известува за надминување на дозволените отстапувања. Оваа контрола се изведува по протекување на технолошкиот процес. Пасивната автоматска контрола е карактеристично што при неа се добиваат резултати кои не влијаат автоматски врз технолошкиот процес. Прво, мора да се јави некој сигнал како резултат на контролата, било да е звучен или светлосен сигнал, а потоа да се дејствува. Кај пасивната контрола нема автоматска корекција на грешките. Пример ќе дадеме за пасивна контрола на пречникот на посредните тела кај лежиштата со тркалање. На следната слика ни е представен пример на пасивна автоматска контрола, при што на цртежот ни се одбележани со неколку броеви и букви карактеристичните големини. Со бројката 1 ни е одбележано посредното дело. Со бројката 2 ни е одбележан лостот, 3 и 4 ни ги представуваат контактите, буквата Ж ни ја представува жолтата сијаличка, додека буквата Ц ни ја представува црвената сијаличка. През кој принцип се врши пасивната автоматска контрола? Кога димензиите на посредното тело се повисоки, односно поголеми од дозволените граници,
лостот 2 се подкрива нагоре, го допира контактот 3 и во тој случај светнува жолтата сијаличка. Во овој случај, тоа е знак на предупредување дека посредното тело треба да оди на доработка. Во случај кога димензиите на посредното тело се помали од дозволените граници, лостот 2 се спушта надолу и го допира контактот 4. Во тој случај светнува црвената сијаличка. Тоа значи дека таквото тело не е доволно добро обработено, значи има димензии пониски од димензиите кои што ни се потребни и истото го отстрануваме како шкарт во производствениот процес. Ајде сега да повториме преку неколку прашања, кратки, што научивме на овој час. Прашање број 1. Зошто е неопходно секој процес да има автоматска контрола? Да, точно. Потребно е секој процес да има автоматска контрола заради помали нарушувања и прекини на производството, односно процесот да се одвива со голема точност. Прашање број 2. Врз каков принцип делува автоматската контрола? Точно, автоматската контрола делува врз принципот на автоматска регулација, тоест споредување на влезната бараната со излезната, односно остварената големина. Прашање број 3. Каква може да биде автоматската контрола? Точно. Спомнавме дека автоматската контрола можеме да ја поделиме на два начини, и тоа според начинот на делување на пасивна и активна автоматска контрола и според начинот на мерење на автоматска контрола со директно и индиректно мерење. Прашање број 4. Објаснија пасивната автоматска контрола. Точно, пасивната автоматска контрола можеме да ја објасниме со примерот кој го дадовме за контрола на димензиите на посредните тела кај лежиштата со тркалање. Во случај кога димензиите на посредното тело се повисоки од дозволените димензии, светнува жолтата сијаличка и таквото тело оди на доработка. Во случај кога димензиите на посредното тело се помали од дозволените димензии, тогаш таквото тело не може да се доработи и таквото тело завршува како шкарт во производниот процес. Тоа е се за овој час. Ви благодарам на вниманието и се гледаме во следна прилика. Поздрав!